Може да почнеме? Само микрофон уклучи. Треба и микрофон уклучен. Најверојатно, да. Добро, да знаеме. Добар ден. Ви благодарам за присуството на денешната пресконференција. Денеска на денешното обраќање до вас, медиумите и до јавноста во Република Македонија, сакаме да соопштиме една многу убава вест, а тоа е дека нашите укажувачи или whistlebloweri Георги Лазаревски и Звонко Костовски, кои што Transparency International Македонија ги номинираше за престижната награда за whistlebloweri, за укажувачи, новинари и заштитници или бранители на правото на информирање, која што ја доделуваат Европската обединета левица и Нордиската зелена левица во рамки на Европската парламентарна група. Георги Лазаревски и Звонко Костовски се номинирани како 5 во светот најважни заштитници на укажувањето и правото на информирање и се номинирани за да ја добијат наградата која се доделува за прв пат оваа година, наградата Дафне Каруана Гализија, која што го носи името на новинарката од Малта, која што беше убиена во текот на оваа година. Звонко и Георги се наоѓаат на листата на 5 номинирани кандидати за оваа награда и како кандидати за оваа престижна награда се заедно со Јан Куцијак, истражувачки новинар од Словачка, кој што беше убиен во февруари оваа година, Џулијан Асанж, за кој што сите добро знаеме, основачот на Wikileaks, Марија Ефимова, која што беше поранешно вработена во Пилатус банка, и Рафаел Халет, поранешен вработен во PricewaterhouseCoopers. И сите овие заедно ја сочинуваат групата на врвни и престижни петмина кои се кандидати за да ја добијат наградата за укажувачи и заштитувачи на правото на информирање во Европа. Кога дознавме дека се распишува номинирањето за овие награди, Transparency International воспостави контакт со Георги Лазаревски. За жал, со Звонко се уште не сме имале можност да разговараме и затоа денеска овде имаме почесно место за Звонко Костовски. Беше поканет и се надеваме дека еднаш ќе ни се придружи и ќе се одважи да проговори за неговата улога како укажувач. Ги подготвивме сите документи и поднесовме апликација затоа што сметавме дека Георги и Звонко заслужуваат за нив да се слушне пошироко од Република Македонија и дека заслужуваат да бидат номинирани за оваа награда, а ние велиме заслужуваат и да ја добијат оваа награда. Во нашата апликација за нивната номинација опишавме што се направија Георги и Звонко, објавувајќи ја или овозможувајќи да биде објавена така наречената вистина за Македонија. И тоа што тие го овозможија да се направат достапни информации за незаконито постапување од страна на институциите, но уште повеќе информации за незаконито и коруптивно однесување на представниците од власта,
доведе до тоа да сите ние сега живееме во поголема надеж дека државата ќе биде слободна и ослободена и дека граѓаните ќе можат да бидат ослободени од претходниот тоталитарен режим на владење. Не беше задоволство кога слушнавме, а тоа го разбравме вчера, дека номинација за Ѓорги и Звонко за истава награда поднеле и новинарите, вашите колеги, Синиша Станковиќ и Жанета Скерлев, кои што сосема независно индивидуално ја поднеле оваа номинација. И истата номинација за Звонко и за Ѓорги е поднесена и од коалицијата на укажувачи на Југоисточна Европа. И се надеваме сите заедно дека оваа номинација ќе биде успешна и дека Звонко и Ѓорги ќе добијат оваа престижна награда. Сепак мислам дека ќе се согласите сите дека доволно е само дека се избрани во групата на 5 укажувачи или групата на 5 кои што се во најтесната битка и трка за добивање на наградата за укажувач или заштитник на правото и вистинските информации. Наградата која што за прв пат се доделува во рамки на парламентот на Европската унија. Јас би сакала да ја искористам денешнава прилика да укажам дека ние сме горди што ги имаме Ѓорги и Звонко, затоа што го пробиваат патот кон заштита на укажувачите во Република Македонија. Мислам дека нивните права се уште не се доволно обсервирани и не знаеме дали некој воопшто презема нешто да ги заштити нивните права кои што по правило би требало да бидат заштитени согласно Законот за заштита на укажувачите. Исто така, досега сме укажале многу пати дека имаме Закон за заштита на укажувачи, но никој не го применува. Ниту претходната власт, ниту сегашната не направи ништо за да се обезбеди да имаме ефективен и ефикасен систем за заштита на укажувачи. Во ниту една институција не постои место каде што може нешто да се пријави во рамки на внатрешно пријавување, за надворешно пријавување никој не сака да слушне. Државната комисија за спречување на корупција не функционира, јавното обвинителство не сака да се занимава со оваа работа, Народниот правобранител вели дека нема капацитет за тоа. Во Министерството за внатрешни работи се обидовме да влеземе како укажувачи, заедно со човек кој што сакаше да пријави, не пуштија на врата. Значи, Законот за заштита на укажувачи го имаме само на хартија. Затоа оваа прилика, кога денес Европа им даде признание на овие храбри луѓе, кои што го заложија и своето работно место, прво би рекла, затоа што Ѓорги повеќе не работи таму каде што работеше во Министерството за вътрешни работи, ја заложија својата слобода, безбедноста на своите семејства, затоа што таков тип на информации како што тие објавија представуваат многу сериозна закана за некого, што уште повеќе представува сериозна потреба да бидат тие заштитени, за да не бидат изложени на било каква опасност. Законот предвидува и заштита на сите нивни права кои би биле загрозени или изгубени како резултат на тоа што го преземале тој чекор на укажување или пријавување. Се надеваме дека Ѓорги и Звонко ќе ја добијат оваа престижна награда. Со тоа уште повеќе Европа и светот ќе разбере што се случило во Република Македонија и како резултат на што дошла промената во Република Македонија. Но верувајте дека веднаш ќе чуеме и прашањата која е судбината на тие укажувачи.
дали некој нешто направи да бидат тие заштитени и во каква состојба или во која како тие денеска живеат, затоа што во светот многу се разговара за тоа како да ги заштитиме укажувачите и нивните права, за да можеме да зборуваме дека живееме во општества во кои има демократија и во кои ќе се надеваме дека ќе завладее правото. Ние се уште живееме во затворени општества во кои што се уште владее стравот и законот на молчење. И ваквите храбри